Доколку во јули годинава се правеше корекција на цената на струјата, таа мораше да биде намалена, смета Дејан Димовски од Удруженијето на инженери. Како образложение за ваквото мислење, експертот за енергетика тоа го објаснува со големото количество на струја од фотоволтаици која се продуцира, но и дека таа енергија моментално е многу ефтина. Министерката за енергетика изјави дека моментално заради фотоволтаиците, сончевата енергија, цените на берзата се веќе нула, и тоа е на нашата берза, ако дозволи да има негативна цена и ќе бидат во минус, односно ќе треба платите некој да ви откупи електричната енергија што ја произведувате. И токму тоа е сега знак до регулаторната комисија за енергетика, која што за жал ќе го премолчи и цела година ќе ги имаме овие цени на сметките, а сметам дека треба да добиеме во јули коригирана цена на електричната енергија, бидејќи тоа е нотирано и во правилниците, односно во тарифниот модел за кој што се однесува за универзалниот снабдувач и за снабдување во нужда. Тоа е член 15 став 2, во кој што кажува доколку има промени кои што се пониски, односно од 5%, тогаш на предлог на снабдувачот, регулаторната комисија за енергетика треба да ја коригира цената. Во интервјуто за телевизија 24 Димовски го искоментира и предлогот на регулаторот граѓаните да бидат акционери во најавената енергетска инвестиција, односно електраната Чебрен. Според него, функцијата на таа независна институција е да го регулира пазарот со енергенција, не да дава насоки на државата што да гради и на кој начин тоа да се финансира. Тој е дециден дека Чебрен мора да го гради државата, иако засега вели дека нема финансиска оправданост целиот проект. Вие во вашето семејство треба да обезбедите доволно средства за нормално функционирање или да обезбедите синдикалната кошница која што ја пресметуваат синдикатите и дел од вашите средства да обезбедите, да ги дадете, односно да инвестирате, дека вие ќе имате одреден процент, поголем, помал или промил од Чебрен и Галиште. И сега се поставува самото прашање, дали може вие, јас, камерманот, луѓето во режијата, зборам обичен човек, да се трка со овие енергетски олигарци или со бизнисмените? Оние нормално многу повеќе ќе вложат и повторно ќе стане Чебрен и Галиште приватен. А Сдруженијето на инженери пред неколку дена го оспори пред Уставниот суд новиот правилник на регулаторна, кои сметаат дека се коси со уставните правила за читањето и наплатата на паушалните сметки за струја.